Добар ден и од мене започува на новото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Стерилитетот, односно неплодноста, е болест на модерното време и е растечки проблем секаде во светот. Порано кога се зборуваше за стерилитет, тоа беше проблем што се врзуваше за жената, но денеска работите стојат поинаку, подеднакво ги погодува и двата пола. За брачниот стерилитет и вонтелесното плодување денеска зборуваме со доктор Митко Ивановски, специјалист гинеколог акушер од Оделот за асистирана репродукција во Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Кога објавив дека вие ќе бидете наш гостин, имаше навистина многу позитивни реакции. Поради тоа навистина ми е драго што токму со вас ќе зборувам денеска на оваа тема. Благодарам за поканата до вас и до целата ваша екипа. Дали жените грешат кога веруваат дека може да забременат кога и да посакаат? Се разбира дека е така. Модерниот начин на живење, модерните тенденции на живење, невратицата, тешката социјално-економска ситуација, желбата да се реализираат професионално за разлика од порано, стапувањето во брак во покасни години, желбата после професионална реализација да ја обават својата репродуктивна функција, сето тоа се состојби, даноци на модерниот начин на живење, кои што се едни од делот од мозаикот на брачниот стерилитет. Најдобра репродуктивна ефект, можност да забременат, жените имат до 25, или ајде да кажеме до 30 година. Да ја подкренеме таа граница за модерниот урбаниот начин на живење. После тоа настанува првопостепено до 35 години намалување на можноста да забременат од 35 до 40 за 33%, дори по некои статистики се намалува репродуктивниот потенцијал, а после 40 година драматично паѓа тој репродуктивен потенцијал до преку 80% според некои статистики. После 44 година веќе тој е драматичен пат, ради X фактори. Така. Колку време брачните партнери треба да чекаат доколку не успее жената да забремени? Колку време, значи, треба да имаат редовни сексуални односи без да користат контрацепција и да изостанува бременоста за да зборуваме за стерилитет? Добро, воглавном како некоја наша дефиниција е дека потребно е да имаат 18 месеци или до 2 години редовни сексуални без заштита односи со намера да остварат репродукција и доколку има проблем треба да се јават на лекар, но секако таа граница се поместува и тој временски период со возраст. Ако се повозрастни од 30-35 години, и за пократок временски период, доколку не се реализираат репродуктивно, треба да се јават на преглед, а околу честотата на односи, јас прво кога ги прашувам анамнестички дали редовно имат односи. Знаете, модерниот начин на живење, еден работи на едно место, друг на друго, па службени патувања и така натаму, ни даваат еден податок за состојбата актуелна на парот кој што доаѓа со проблем. Имено идеално е кога се смета кога парот би имал 4 пати неделно односи. Помал и поголем број од тоа, малце го намалува бројот, степенот на бременост, процентот на забременување. Така. А кај кого почесто се јавува проблемот? Дали кај мажите или кај жените? Или се работи веќе за ситуација на брачната заедница, односно кај двата пара, кога зборуваме за стерилитет? Тука е комплетно брачната заедница, тука нема поделено кај кого. Од прилика 40% е проблеми од страна на жената, кај 40% од паровија кај мажот, а 20% е микс фактор од кај двајцата. Така да тука се поделени. Вистинска еманципација. Така, за шал и во ова поле. А имаат ли проблем брачните парови да се обратат на лекар и да се соочат со фактот дека имаат проблем со стерилитетот? Како го прифаќаат тој момент? Се консултираат ли навремено или некој предолго чекаат? Машките потешко. И уште доаѓаат, макар што е модерно време, пристап до секакви технологии, веќе имаме информации, едуцирани се, не е како порано информативен мрак, има достапност до информации за се и се што од здравието, кој правилно и кој неправилно се информирани. Многу често доаѓаат прво жените да ги испитуваат, па после мажот вика прво ти испитај се, па потоа јас ќе дојдам да видиме ако е кај тебе се окей, јас следувам. Што не е правилен пристап, се разбира. Тоа е заеднички проект, семен проект, репродукцијата. На каков начин се поставува диагнозата? Дали е тешко да се диагностицира овој проблем? Па добро, прв пат кога ќе дојде парот,
Знаете, непријатно е, заради репродукција нешто што природно се очекува, станувате пациенти, одите по ходници. Примарно е анамнеза или земање на една квалитетна анамнеза со сите историски актуелни податоци за минати болести, секундарни можни заболувања или состојби, психолошки, физиолошки, анатомски, кои што може да делуваат. И од тука се поаѓа. Ако се пропушти во тие примарни анамнестички податоци некој дел, потоа може само да се тркала, бидејќи не се внесува во некоја наша базична историја. Потоа имаме некои базични испитувања на кои ги подложуваме жената и мажот. Порано одевме со мерење на базална температура, поскоитални тестови и така натаму, ама малце побрзо се живее, веќе немаме време за им се брза на паровите, не можат толку да чекаат. Обично ги правиме тие клучни хормонски испитувања во зависност од возраста. Ако е помлада жената, само пролактин или нешто, ако анамнестички не е индицирано. Ако се поврзни, комплетно ги испитуваме хормоните. Ултразвучен преглед кој што не насочува дали има анатомски, морфолошки, можеби некои функционални пореметувања. Потоа ХСГ, снимање на матката, морфологијата и каналите да не се случајно запушени, бидејќи тубарниот фактор е најчест во денешно време, и секако спермограм да видиме дали кај партнерот треба нешто да се преземе. Тие се некои базични од кои што почнуваме и се разгрануваме потоа во зависност од тие примарни податоци кои што ќе ги добиеме. Колку често и кај двајцата парови здравствената состојба е одлична, нема никакви проблеми, а има проблем со зачнување? Тоа многу фрустрира. Тоа е така наречен идиопатски или од непознато потекло. Се разбира дека нешто има, можеби некојаш ќе да узнаеме, но со актуелни испитувања кои што ние ги преземаме, не можеме да ја откриеме причината. Значи, и кај жената и кај мажот се е во ред, анатомски, морфолошки, функционално, сите тестови укажуваат дека се е во ред, а не може да се постигне бременост. Доста фрустрирачки за парот и тоа е една респективилна бројка од 10 до 14% од сите парови кои што се соочуваат со стерилитет. Се смета дека во еден 3-годишен период се има многу различни статистички податоци и трудови, според едни 40, според други до 80%, ако се чека, ако се помлади се разбира од 35 години, може да се постигне бременост, но ако кај такви парови во еден 5-годишен период со лекување или со чекање, ако не се постигне, тоа најчесто завршуваат со инвитро фертилизација или вештачко оплодување. Што говори вашето искуство? Колку често е проблем кај нас во Македонија? За стерилитет воопшто? За стерилитет, за неплодност? Па генерално во светски рамки флуктуираат податоците 10 до 12%, кај нас околу 16, можда и повисока стапката. Или околу отприлика секој шести пар се соочува со овој проблем. Колку е понизок социјалниот, економскиот статус на една држава, пред се ради се почестите сексуално преносливи болести и тубарниот фактор на стерилитет, толку е повисока и стапката на стерилитет, така да ние спаѓаме нешто на средина во светски рамки со тој процентно респективилна, сериозна бројка која бара ангажман и од лекарите и од општеството како целина. Овој дел од емисијата ќе биде контактен, гледачите ќе може да постават прашања поврзани со денешната тема, брачен стерилитет и вонтелесно оплодување на 3076 677, секако ќе добијат одговор на сите нивни дилеми и на сите нивни проблеми. Кога станува збор за вонтелесно оплодување, тоа не е веднаш првиот чекор откако ќе се јави брачниот пар со ваков проблем. Кон што се пристапува прво? Дали се даваат некакви лекови, дали можеби инсеминацијата е начин за да се реши проблемот? Добро, примерно се прават исследувањата и треба диагноза да се направи на проблемот, каде е проблемот и потоа настапува лекување. Ако е ановулација, значи нема жената овулација, со медикаменти се стимулира овулацијата. Ако е проблем со спермограмот, се упатува на дополнителни испитувања на уролог, на андролог, може да има испуштени вени, може да има функционални, анатомски или други проблеми кои се трудиме да ги решиме. Ако е комбиниран стерилитет, тоаш делуваме и кај двата. И потоа преземаме лекување со или без инсеминација. Кај некој нема потреба од инсеминација. Ако е овулација проблем, а спермограмот е добар, тоаш поентата е да постигнеме добра овулација и сами треба да го решат проблемот, тоест момчето да го реши сам. А инсеминацијата е по пирамидата следниот чекор, пред да стигнеме до инвитро, обработена сперма од партнерот
одредени рецептури или техники, свимап или перкол техника, селектирано од неквалитетни делови спливуваат, ајде како пелте, како кајмат квалитетните, кои се земат во цевче и се вбризгуваат во матката, кое што претходно кај жената предизвикуваме со медикаменти да има овулација. Значи во периодот на овулација, во тие часови, ја вбризгуваме припремената сперма. И тоа е првиот ударен бран после овие базични испитувања. Според препораките на Фондот за здравствено осигурување за да стекнат право за биомедицинско потпомогнато оплодување или ИВФ според нивните критериуми, треба барем 4 инсеминации, лекување со или без 4 инсеминации во зависност од проблемот кај парот. Според моето искуство, 2 до 3 се доволни со толку. Ако не се постигне бременост кај 75-80% со квалитетно реализирана овулација и инсеминација, тоаш веројатно треба да одиме еден чекор погоре. Со инвитро? Тука е која е диагнозата, кои се дали е мултифакторијален од едната страна, од другата дали претходно имало операции, дали немало операции, возраста на парот игра улога, дали и колку инсеминации ќе им препорачуваме. Значи, нема, тои се и најновите препораки на нашите здруженија на хумана репродукција во светски рамки. Нема шематизиран пристап кон проблемот. Секој пар индивидуално се третира, секоја жена индивидуално, се е своја посебна приказна за себе. Се разбери, затоа треба малце внесување од наша страна по-стручно и по-индивидуално кај секој пар. Имаме гледачна линија да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледачка од Скопје. Така. Сакам да ве поздравам прво во студиото. Благодарам. Имам едно прашање до доктора. Дали еднорогата матка може да представува проблем при забременување? Мислам, причина за стерилитет и кои се причини најчести за неуспешно инвитро? Така. И ви благодарам што се вклучивте во програма. Да, еднорогата матка е сериозен проблем. Тоа се жени кои што се уште во ембрионалниот период, кога се развиваат половите, урогениталниот тракт, обично тие имат проблеми со уретралниот тракт вроден, дали со еден уретер, со еден бубрек или слично, се создава само половинка матка, тоа е еднорога матка. Значи, проблем е и за да забремени, уште повеќе и да ја износи бременоста. Капацитетот на еднорогата матка е многу помал за износување до крај на бременост. И ако се постигне бременост, континуитетот на бременост е проблем, значи почести спонтани абортуси и почести предвремени породувања. А околу инвитрото проблемите може да видат од страна на квалитетот на ембрионот или од страна на матката, рецептивноста на ендометриум, хормонската состојба и така натаму. Можеме 2 емисии за тоа да посветиме комплетно. Ајде да го објасниме процесот на инвитро фертилизација, колку е комплексен, колку е сложен. Па добро, во зависност од диагнозата имаме природен модифициран или овој класичен стимулиран со контролирана варијална стимулација, за кој што ние од прилика зборуваме кога зборуваме за инвитро. Кај природен циклус, ако создава природно фоликули, тоаш го ловиме тој фоликул со пункција под контрола на ехо, ја аспирираме јајцеклетката од фоликулот, во лабораторија се оплодува со спермата од сопругот или самите инвитро, или икси се вметнува ако има проблеми со бројката и со квалитетот на сперматозоидот, се селектира квалитетен и со посебни техники се оголува јајцеклетката и се бризгува со специјална пипета сперматозоидот натреба јајцеклетката. Тоа што природно не може да го направи сперматозоидот во природна средина, тоа е икси метода, интрацитоплазматска спермална инклузија, тоа е икси кратенка. Потоа во инкубатор во специјални медиуми расте ембрионот и во зависност од квалитетот на делбата го враќаме внатре во матката директно со чевче. Тоа се отприлика тие базичните принципи. Ако се прави проценка кој ембрион ќе биде вратен? Има ембриолошки скор по квалитетот на делбата, според број на фрагментации, вакуоли и така натаму, си има посебен ембриолошки скор и неквалитетни ембриони не ги враќаме, кажуваме на парот колку е тоа фрустрирачки. И тоа беше за природен, потоа имаме со блага стимулација и тоа што класично го правиме, да предизвикаме поголем број на јајцеклетки, поголем број на ембриони, нивна селекција, е со стимулација, контролирана стимулација на јајниците, даваме гонадотропини лекови со кои што се стимулираат јајниците, повеќе фоликули, истиот процес, под контрола на ехо жената спие во кратка анестезија, ги аспирираме јајцеклетките од фоликулите, се оплодуваат и потоа се селектираат ембрионите. До 2 се враќаат според законот на
биомедицинско подпомогнато оплодување во Македонија ембриони, а ако имаат повеќе со добар квалитет, им препорачуваме да ги замрзнат, да ги криопрезервираат, за да се вратат во некој нареден циклус. Имаат идентичен квалитет да се растурат предрасудите кај многу луѓе и имаме еден куп бременности, квалитетни, со многу убави деца од замрзнати ембриони. Така. Сега исто така тука представува можеби проблем при враќањето на ембрионите, доколку еден од ембрионите односно двата се фатат успешно, па потоа едниот ембрион не успее да се развие и се плашат мајките што во таков случај. Дали е тоа опасност за целата бременост? Не. Во рана фаза обично самите тоа се ресорбираат или атрофираат, може во покасна фаза да се случи. Ретко знае да го повлечи, ајде да го исфрла матката организмот, да го повлечи и другиот и да предизвика спонтан абортус или предвремено породување. Не е тоа чест проблем. Така, колку е успешна инвитро фертилизацијата, има ли проценти? Колку често се случува едноставно жените да не можат да забременат и покрај тоа што се ставени квалитетни ембриони во нивната матка, да не се всадат? Магично стапче не е. Колку и да сме едуцирани, опремени, ги применуваме сите најнови светски техники и технологии, за жал не можеме да го решиме проблемот кај сите парови. Стапката на успех кај нас е висока, конкретно за мојата болница ќе зборувам 55%, тоа е висока стапка на бременост, кумулативно од 3 трансфери, од 3 инвитра, негде оди 75-80%. Потоа се зголемува со повеќе од 3 инвитра, а кај некој никогаш не успеваме да постигнеме, за жал, бременост. Кој е ризикот од вонматерична бременост кај инвитро фертилизацијата? Таа инвитро фертилизација е поврзана со зголемен процент на ванматерична или ектопична надвор од матката на некој друго место бременост, за разлика од нормалната популација, каде што е 1 до 2%, тука е 4 до 7%, значи зголемена е. Мултифакторијални се причините кои што може да доведат до тоа, од аномалии вродени на матката, тумори, миоми, така натаму, тубарни болести, воспаленија хидросалпингси, предходни покажани воспалителни процеси на малата карлица, ендометриоза, предходни оперативни зафати на јајцеводите и така пушењето го сметаат како фактор. Па квалитетот на ембрионот се поврзуваше сега со најновите студии, тоа се негира дека нема врска. Така да има една цела емисија да зборуваме за тоа. Дури е зголемен процентот, бидејќи враќаме обично по 2 ембриони и хетеропична бременост, да има и во матката и во јајцеводот, и матерична и ванматерична. Ретко се случува, но и тоа сме го виделе и во нашата пракса и во литературата. Прилично незгодно за дијагноза и ако навреме не се фати, може да предизвика бројни компликации. Да го вклучиме и следниот гледач во програма со прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да го прашам докторот причина за појава на хематоми во бременоста и на крај резултираше со мисет абортус во 13-та недела. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Исто така ова е чест проблем со згручувањето на крвта. Па добро, тоа е вака праволинески ако гледаме, иначе малце е покомплексно. Прво треба еден добар преглед да направи господјата, да се види дали има некоја вродена аномалија на матката. Често вродените аномалии на матката како комплетна преграда, некомплетни прегради, потковичести форми на матки, хипопластични форми на утерус, еднорог утерус, за кој што праша претходната гледачка, знаат да бидат причини за вакви рани спонтани абортуси. Потоа треба едни покомплексни, ако тоа се повтора 2 до 3 пати, тоаш покомплексни испитувања во поглед на нарушена хемостаза и фактори на хемостаза, мутации за одредени гени кои предиспонираат вакви рани спонтани абортуси и врз база на тоа што ќе се диагностицира се презема превентивна терапија при некоја следна бременост. Некојаш треба преконцептуално 2-3 месеци пред да остане трудно да се даде некоја терапија која би обезбедила континуитет на бременоста, а некојаш ако се од овие анатомски пореметувања, може би и хируршки третман за да се подобри капацитетот на матката да износи целата бременост. Кога станува збор за вонтелесно оплодување, жените се особено исплашени од хормонската терапија, некогаш и доаѓаат во дилема дали да
да преземат некаков чекор во однос на инвитро фертилизација или да се откажат од идејата да се реализираат како мајка. Точно ли дека на вистина постојат толку големи ризици во однос на згручувањето на крвта или пак да преголем број на фоликули да созреат и потоа порано да влезат во климактериум? Да, тоа е така наречена група на хиперреспондери. Треба ние да ги препознаеме по можност и да се направи одредена шема и повнимателно се оди со помали дози на терапија која постепено би се зголемувала. Потоа имаме техники на прекид на терапијата, коустинг, на двојна пункција за да ги избегнеме компликациите. Може кај тие хиперреспондери многу да пораснат јаниците и фоликулите, па потоа доколку остани трудна прецелја, ако даеме ХЦГ за тригерирање на овулација за да се спремат тие митотични делби во натриевов фоликул за да биде спремен за функција, предизвикува една реакција на организмот со излив на течност во стомакот асцитес, излив на течност во плуќата со тешко задишање, тоа е зголемува коагубилноста на крвта, тоа што прашавте со можност за тромби, емболија и така натаму. И тоа се ретки, но знаат да се случат состојби кои што ги превенираме прво во она примерна проценка на терапијата која што ќе даеме, а потоа има решени доколку се случат, се разбира со хоспитализација или без, и за среќа до сега без некои поголеми проблеми ги решаваме. Така. Имаме уште еден гледач на линија, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Едно прашање. Втора бременост, едно живо дете, вонматерична бременост на 36 години. И после 2 години обид не постои бременост. Дали имат простор за природ до понатака, значи веќе 38 години? Така. Дали има простор за природно оплодување, значи да настане бременост, или веќе треба да се обратиме негде? Ви благодарам за прашањето. Се разбира дека има простор за природно породување, прво мора диагностички да се расчисти состојбата. Дали е таа вонматерична бременост решена со операција, дали е отстранета тубата од таа страна или не. Даваме еден цитостатик 3 дози метотрексат кој што знае да ги уништи хорионските ресички бременоста кај вонматерични со цел да ја зачуваме тубата и да ја поштедиме жената од операција, дали е тоа решавано конзервативно или со помош на метотрексат. Понекогаш вонматерична може и спонтано да угини само со пратење, ако не направи руптура на тубата со крварење, или е тоа така завршено. Секако, доколку извадената туба или оштетена од оваа вонматерична бременост, треба да се испита квалитетот на другата туба, примерно со хистеросалпингографија, тоа што пред го кажував, со контраст кој се бризгува во матката и во другата туба, доколку е таа во ред, со една туба сосема нормално репродуктивно може да функционира. Ако и таа оштетена или нефункционална, тоа што треба да се оди на асистирана репродукција на инвитро. Инвитрото е фактички примерно и за тоа замислено кај жени со проблеми на тубите, кога има добри сперматозоиди, добри јајцеклетки, но заради оштетени јајцеводи, тие не може да се спојат. Тоа е примарно како настана развојот на инвитро фертилизацијата. Така, кога ќе има успешна бременост после инвитро фертилизација, дали бременоста бара посебно следење, посебно внимание? Или не мора да значи, тука е индивидуална приказна? Не мора да значи, секој случај е индивидуален. Која била причината, дали има некои вродени анатомски, морфолошки, функционални возраста на парот, историјата претходна која што има. Имаме обично 12-та недела ни е критична да ја прегураме, потоа оди некако полесно. Потоа еден куп бременности се одат како нормални бременности, дури начинот на породување за разлика од оној став се од инвитро мора со царски рез. И обратно, има бременности кои што заради X причини бараат како високоризични континуиран третман, повнимателен и редовни контроли и така натаму. Дополнителни, значи, тераписки модалитети. Пред самиот крај на емисијата ќе го вклучим и последниот гледач за денеска. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Изгледа се исклучи. Јас ќе искористам шансаите да го поставим моето последно прашање за денеска. Дали има возрастна граница за инвитро фертилизација? Ние имавме до пред 10 години на возраст на 40-42 години. Потоа беше од група пациенти поставено на уставен или така суд и тоа падна и сега кај нас нема возрастна
граница, во многу земји е лимитирано. Негде 44, негде 45, 46, од 46 до 50 години е највисоката граница во европски рамки. Грција е нашиот сосед, тука е негде на највисоката граница околу 51 година. И кога зборувам за инвитро фертилизација, не зборувам само со нивни ooцити и сперматозоиди, зборувам и за донација на јајце клетки и така натаму. Иначе, историски, до сега се постигнати бременности со донација на јајни клетки и ембриони кај многу возрастни жени. Кај дева во, се вика жената во Индија 72 години, најстарата е професорка во Романија 66-67 години. Тоа се судрило се некои морални, етички и реални животни процеси, така да јас не се сложувам со тоа и треба некоја граница на ниво на наше здружение да се направи, која реално би го проценила процентот на успех и желбата да се вклопи за репродукција кај парот. Доктор Ивановски, имате ли некаква анализа колку успешни инвитро фертилизации имате? Јас лично? Да. Не. Немам време за тоа. Да, немате време, бидејќи сте постојано ангажирана, вистина имате многу бројни обврски, поврзани конкретно со асистираната репродукција. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ви благодарам што со нашите гледачи го споделивте вашето долгогодишно искуство. Ви благодарам за поканата и благодарам до гледачите. Им благодарам и на гледачите што не следеа. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.